По доаѓањето во Охрид, Свети Климент веднаш се зафатил со уредување на областа што му била доделена. Тука, како еден од најстакнатите ученици на светите браќа Кирил и Методи, достојно го продолжил нивното дело. Може да се каже дека тој повторно ги поставил темелите на старомакедонската словенска писменост, одејќи по стапките на своите духовни отци. Свети Климент проповедал и богослужил на разбирлив народен јазик. За таа потреба подигнал цркви и манастири и ја основал Охридската книжевна школа, надалеку позната и како прв словенски универзитет на Балканот. Така, Охрид станал црковно и книжевно жариште на македонската, но и на сесловенската писменост. Оваа школа за период од 7 години ја завршиле 3500 ученици, што е сведоштво за огромните напори што Свети Климент ги вложувал како учител. Со својата просветителска работа, Климент Охридски подготвил четци, ѓакони, подѓакони и свештеници, кои продолжиле да ја шират писменоста меѓу јужните Словени.